jednostavno. Впрочем, се случуваат грешки. Обществено! Много приятно, кога сме в бајта. Човечки! А така и полесно ги избегнуваме луѓето, отколку по хотелите! Па не сме, ние виновни што мора толку често да користиме Python. Се трудевме некои ноки да ги поминеме по црквите, по музеите, по циркузите, по кината, по театрите, па дури и по омнибуските станици. Но не ме торелија толку. Скитавме по 12, а некогаш и по 15 часа. Дури да испазариме некој пари. Новата година, например, поради дождот, ја дочекавме под една стреја. Сите три. Не збухнувај за нова година. Господице, зошто вашата сестра да не ни каже за нова година? Простете, месије доктор, ама има некои работи кои треба да си останат меѓу нас. Ами, има право, господине доктор. Не се лутате? Одвај пазарихме Python. Дори на полок. Од економски. И го напуштавме следниот ден во 8 часот наутро. Без разлика дали е лето, есен, зима. А, дали ви беше удобно на сите три во еден Python? Клотилда седеше насреде со низените кокани и не можеше да биде удобно на резервното столче. Клотилда! Го престера, постави се. Не се возбудувајте, господице. Нема да ви спрашувам ниту вас, Дан, ниту вашата сестра. Дон. За работи кои не сакате да ги кажете. Но, зарем никогаш не посочувавте некој правец? Мислам, зар никогаш не посочувавте некое место? Обично му наредуваме на пајтончијата да не застанува пред крчмите, да не излегува надвор од градот и да вози полека. Само Клотилда бараше тој да вози лудо. Сакаше да изигрува млада. Жанет. Валяма си е. Еднаш ги доби тие забелешки и пајтончијата можеше да не води каде што сака. Нам ни беше седно. Ние заспивавме. Но Клотилда, Господице, вашата сестра, дали лесно избубнуваше? Тоа се чисти глупости, месије доктор. без врска! На Клотилда и беше срам да спие. Се прашувам зашто. Например, на мама. Мама! Таа не се срамеше. Спиеше од 10 до 12 часа во само едно денонокие. И она, зашто би можел да изамери единствено нашиот танго? Не й пречеше да... Никогаш не сме се чувствувале подобро отколку в Python. Никогаш не ни било подобно, ниту пак сме спиеле од глава. Слава. Не нарекува. Мр. Не си. Марселинките! А
Što velja pajtonđijite za vas? O, ti je dobro ne poznava. Nekako ono od včera. Ponekogаш ne nuda da ne zema celetni odel od isto to mesto. Drugi pak ne nuda kredit. Bez kamata! No, to ne im predstavovalo tolku golem problem ponekogaš dovedati vo komisarijato. Može bi zato što ste odbivali da platite ili... Oj, mesija, no to беше zato što nekoj ne tera da plaćamo. Ние се трудевме да најдеме заеднички јазик со нив, но секогаш не одеше така лесно. Со такви луѓе. Треба да се познаваат пајтонџиите. Господине, докторе. I? Zarem... Nikogaš ne se ovdje da me odveze o nekoja pustelija? Pardon. Mislev, nadvor od Gradoc. Nikogaš! Една od nas секогаш бараше. Jedna od vas dvete? Не. Еден ден. Клотилда! Не, одбеше. A zarem pred malku ne rekohte neka gospodica Klotilda voopšte ne spijela? Žanet. Пајтонџија, тако ки ни се бидеше за расипан, му плакевме само една часовна тура и си заменувавме. Без да се базираме на мислењето на Клотилда. Впрочем, кога ќе го добија тоа што сакат, тие не инсистираат. No, za da se odnesuvate така со пајтонџиите, би недостигale кои ми се чини не сте ги имали од секогаш. Само си го губевме времето. Многу често останувавме да се расправаме за бакшишот. Да. Само си го губевме времето. Вистина е дека нивниот занает е многу заморувачки. И навистина е многу тешко да седиш исправен горе на седиштето 7 до 8 часа на ден. Но, месија доктор, вистина е исто така дека кога се вози без запирање, се доплаќаат уште 5 суичиња на час. A da li nekogaš bi se slučio nekakav incident? Уи! Еднаш, еден пајтонџија од чиста омраза кон нас. Не преврте на улица Сен Антоан. Дај да не се преврте на едната страна. Целите бевме модринки и драскалици. И не нарекоа Кокали. кокали. А само Клотилда остана неповредена. Нито една радничка, нито една гребнотинка. To, Doremi. Ako smejam da zabeležam, vašата najmala sestra imala najmnogu pesme. Што се да направи со тоа? A, ništo. Колку трошевте за една ноќ? Не беше секогаш исто. Понекогаш 15, понекогаш 18. А имаше и месеци кога трошевме по 20.000 франка. Да. Простете на мојата индискретност. Може би не сум доволно умен. Леле, какво е? Каква искреност. Мола. Да. Откаде ви беше тоа богатство кое ви овозможи толку време и така да живеете? Од мама! О, мама! И без Клотилда! Кој ме натера да го продадеме дукенот за штопови, кој мама ни го остави, но кој моравме да го изнајмиме.
što možem da razberam vaše to bogatstvo ne je nasledeno po tatkova linije, kako što obično biduvavo povećeto semejstva, ne svo? Ne, monsieur doktor. Od nego ništo ne sme dobile. Ne spa? Naši od tatko nemaše ništa. Da beše sega, mama živa. O, mama! I tak bi go kažeš isto to. I če bi pojasnеше nekoj raboti, koji... U sekoj slučaj nikomu ništa loša ne sme mu storile. Pa to dži to ne spečale ako što može, monsieur doktor. Trošak mi po 20.000 franka, za da ne bidemo obični skitnički. I ima najdobar slučaj, nije sme. Nođati. Mi se čini дека za vremena vašiot posleden spor. Ако станува збор за тоа, не можеме ништо да ви помогнеме. Му видивме на пајтонџијата дека ќе му платиме на крајот од месецот. Тој не прифати. Ние сме подготвени да му платиме. Да! Еден агент, многу љубезно го замоливме да ја растера толпата, која се повеќе се собираше. Но агентот не доведе право во комисаријатот. Обвинувајќи не дека сме го Навредувале! Ако дозволите, би сакал да ви поставам едно прашање. Силно. Па толку многу ви кажавме за тој пајтонџија, господине докторе, кој ни мисли зло! Зло! И ништо друго! Баре ми. Моето прашање не се однесува на пајтонџијата. Во затворот. Пред да дојдете овде. Изгледа сте се расправали со свештеникот. Така ли е? Господице, што правите? Гимнастика, месье! Две рачички са 10 прсти имам деца јас. Еве ги горе, Опредамеца! Да, свештеникот ми се обрати со неприменени зборови. Какви зборови? Ме ги насречено, месье доктор. Зошто сметаше дека толку многу треба да се сретне со нас во затворот? О, ние веднаш ја свативме причината. И верувајте дека единствено Клотилда беше... Тој ми се обрати со непримерни зборови. Зошто мислите дека толку многу сакаше да дојде во затворот? Зошто не си остана во параклисот и таму да не прими? И зошто, месье доктор, толку долго ни зборуваше за нашиот Дуќан? Вам ви е познато, Дуќанот за што го има? Што го имавме пред Клотилдата? Зарем не е попримерно еден свештеник да зборува за религиозните прашања? Изгледа дека уште многу млад за свештеник. Дори нема ни... Зореми! За време на вашиот последен спор. Ако станува збор за плаќањето, Да, тоа веќе го кажам и вие треба да сватите, месье доктор. Би ни послужила противност. но ние рековме дека ќе му платиме и мислевме дека постапуваме добро. Вие знаете какви поводи да направат. За биографијата. Сакаат да најдат начин за да го злоупотребат нашето име. Но не, ние нема да дозволиме. Никогаш нема да кажеме
Причина? Причина? Не е вистинскиот израз. Дури има маса крена против правосудството, кога се вати дека нашиот татко е наследо од него, но не и дозволија. Сакаше да земе пари за нашиот учак, но не и дадо. Не ми дадоа ништо. Ниту не иза, ниту на. Зошто бевме толку честни дами? Зошто бевме толку прекрасни, толку фини, толку морални дами? Зошто сте одбиле да појдете на фотографирање? Веќе не фотографира. Папа не препоръча еден многу познат фотограф. Но ние не појдовме да си ги земеме фотографии. Ние не појдовме. Но Клотилда појде! Беше зарезило на фотографија, зарезил! Присети се! Добро, ние па талби безбадни стари. Но не сакаме реклама, ЕПП, платена политичка програма, маркетинг, менеджмент. Во овие области веќе се претера. Нас само влакно не дели од катастрофа. Аве Марија. И нашата единствена желба е повторно да се вратиме в сенка. Грација плена, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria. Да, повторно да влеземе в сенка. Тоа е се што бараме. Простете, но ако навистина сакате да влезете в сенка, тогаш зошто? Зашто не упративме на пајтонџијата? Па му рековме, мисли доктор, бидејќи толку пајтонџијата не сакаше да свати кога му рековме дека мислиме дека постапуваме добро. Кога рековме дека- Доколку не смемо, можно да му платиме веднаш, ќе му платевме на крајот на месецот. Да! Може би сето ова што го кажете би било од корист, доколку вашето доаѓање во комесаријатот порано, а и во затворот потоа беше мотивирано од вашето одбивање да му платите на пајтонџијата. Освен тоа, мислам дека претерувате со неговото опишување. Но, не е тоа поводот. Што сакате да кажете со тоа? Ајде, изјаснете се отворено. Не поднесуваме алудирање, месје доктор. Убедени сме дека добро постапуваме. Убеден сум во тоа. Само тоа не представува никаков проблем доколку ви поставам